Денешната емисија ќе ја посветам на мајка ми. Моите деца ја викаат баба Цеце. Ја посветувам на нејзе, бидејќи таа, според моите деца, Марио и Лео го прави, а веројатно и пошироката фамилија, најдоброто свинско на светот. Навистина не знам што става. Утрово и се јавив по телефон и ја прашав што става во своето свинско. Јас подготвив едно од напред, а ќе се обидам да го рекреирам нејзиниот рецепт. По муабетот има само неколку состојки, но важно е начинот на кој се подготвува. Ми кажа дека најважно за да направам убаво свинско печено месо, важно е да го изберам парчето месо. За печење секогаш да изберам предна плешка. Таква избравме. Ја донесе пакет мъка од нивната месара и ставаме брилијант масло. Ми кажа дека тавчето секогаш треба да биде подмачкано. Ова е нашето парче. Исто така ми кажа дека за да направам убаво свинско месо, никогаш не треба да ставам помало парче од килограм и половина, 2 килограми, бидејќи така тоа се готви од сопствените сокови. Може би е вистина, може би не, пишете ни доколку имате некој совет за добро свинско. Јас на вистина сакам да ја победам во нашиот доживотен надпревар кој прави подобро свинско печено месо. Знаете дека печењето ни е дел од нашата традиција, почнуваме да го јадеме некаде после Свети Никола, па тамо додека не ни се смачи кога ќе го видиме на трпеза. Но јас многу би сакала да знам различни начини на печење, дали тоа ќе биде шпиковано, дали ќе биде надополнето со некакви зачини. Пишете ни, ќе ги пробаме сите рецепти. Втората состојка која оди врз свинското е сенф. Ќе ставиме, тука имам 2-3 лажици сенф и ми кажа дека треба добро да се измачка со сенф. Сенфот го омекнува свинското месо и го прави споро да се печа и му прави убава крцкава вкусна кора. Баш убаво и дарежливо. Ете така. И ми кажа дека има само 2 состојки. Сол и бибер. И имаме црн бибер на витаминка. Секако, за да го направиме печењето вкусно, не може да се направи без брилијант масло сончогледово. Убаво, прелите го целото месо. Ставете половина шолја вода. Затворете го со фолија. И оди во рерна. Тоа што го прави незиното печено свинско месо најубаво, според неа е начинот на кој го пече. Затворено во фолија се става во рерна на највисока температура. Мојата има 275 степени. Незината мислам 250, ама јас ќе ја пробам со мојата по незин совет. Прво оди во најзагрејана рерна 10 минути. По 10 минути ја намалувате температурата на 180 степени и печете по 1 час за секој килограм месо. Што значи за да биде готово моето свинско парче, потребни ми се околу 2 часа и 10 минути. Но, бидејќи јас подготвив едно од напред и целата емисија ќе добие подзнак остатоци од свинско месо. Мојата екипа ме праша дали навистина некому остануваат парчиња свинско месо. Мене ми остануваат, бидејќи по советот на мајка ми не можам да испечам месо кое е помало од 2 килограми. 2 килограми секако е многу за да ние како фамилија да го изедеме и секогаш следниот ден имам ладно свинско месо. Брат ми исто така сака да го мези од сабајле за доручак
Тоа многу често ни се случувало додека живеев дома, но јас секогаш сакам да го подготвам следниот ден во некаков ручек ручек кој е подготвен од остатоци од свинско месо. Тука имам некое парче кое мислам дека околу килограм и од тој килограм ќе подготвам скоро 3 оброци. Првиот оброк кој ќе го подготвам се полнети тортилји. Тоа ми е секогаш првиот избор кога имам остатоци од свинско. Ќе ги подготвам по совет на нашиот камерман Пецо. Денеска сакав да ви подготвам нешто што ќе ми овозможи да направам кадички. Пробував неколку пати, а да биде различно до ние чашките кои ги правам. И оваа варијанта му текна на Пецо и да пробаме дали функционира. Ќе земам парче фолија, ќе го преклопам, ќе ставам тортилјата внатре и ќе направам практично како плико, за да можам да ја ставам во рерна и да се испече како преклопена палачинка. Кога ќе ставиме во рерна, тамалце ќе подгори, ќе се подисуши и ќе биде крцкавиот дел на она што ќе го спремиме како полненица. Ќе направам 4 тортилји. Кои се големи, сам дека една е доволна за еден човек. Сакам да формирам нешто што ќе ми го носи целиот тој мастрав, а да изгледа различно од она што обично го правам. Обично го правам во тортилја која ја мотам на класичен начин. Ќе земам една тава за печење и ќе пробам да ги наредам тортилјите една до друга. За да стојат на дното. Оваа техника ми е од правење на тартови, нели кај кога треба да ставите да го испечете прво тартот, па да го наполните со некаква полненица. Обично се става сув грав. Гравот нема да се испече, а нема да се уништи, а ќе држи тежина на дното и нема да дозволи тортилјата да ја изгуби својата форма. Малку. И си го искористам гравот подоцна. Така. Еве како изгледаат моите кадички. Ќе ги ставам во рерна 5 минути на 150 степени, само да ми се зацврстат и да ми се потпечат. За тоа време ќе го подготвиме полнењето. Имам остатоци од свинско месо. Свинското месо е печено, зачинето е само со оние зачини кои ви ги покажав на почетокот. Има сенф, има сол, има бибер. Но самото од себе има многу мириси и вкусови и за првиот рецепт ќе употребам основа барбеки сос. На загреана тава ќе ставиме сончогледово брилијант масло. Сакаме да го стоплиме свинското, ќе го пропржиме делот ова свинско месо. Само да се загрее тавата. И ставаме 1/3 бидејќи ќе подготвиме 3 рецепти. Ставаме по истата тава. Потоа ќе додадеме малку зелени маслинки, да има медитерански шмек. Ова ви треба само за да го стоплите, за да ги соедините вкусовите и да направите баш полнење. Само се доволно.
Ќе додадам една лажица путер, за да ми биде богат сосот барбекю внатре. Користиме мегле путер. Има одлично богат вкус, една лажица. Не го ставив да се пропржи, бидејќи го сакам само да таков вкус. Така. Продолжуваме со додавање на состојките. Имам тука една шолја пченка. Варена пченка. Ке насецкаме макдонос. Една рака. Ако имате коријандар, употребете и коријандар. Одлично се вклопува со сите вкусови кои ќе ги употребиме. Така биде бојата. И доминантниот зачин кој ќе го користам во ова јадење ќе биде ким. Не мелен, туку во зрно. Убаво промешајте. Значи, апсолутно целата храна која користиме е сготвена. Целиот процес не ви е потребно за да се сготви храната која користиме, туку само да се стопри, да се спои, да се сите вкусови. И она што го користам како сос се 2 лажици барбекю сос. Нормално дека е готов, купен. Некогаш во следните емисии ќе ви покажам и како да го направите, како да го зачувате, да го ставите во модерна зимница. И оставете го неколку минути додека не се соедини. Ке засолиме. Внимавајте со солта, бидејќи се што употребивме внатре е претходно солено, значи солено е месото, солени се маслинките, ама бидејќи додадовме цела чаша пченка, ќе додадеме малку сол и нормално придобиваме витаминка. Само толку. Го оставаме на страна и додека не ни бидат готови тортијите, потоа ќе ги наполниме, ќе ставиме малку мегле пармезан и ќе ги потпечеме во рерта. Се потпекаа тортијите, да си го соберам графчето. Сигурно ќе ми треба за некоја од следните епизоди. И еве како изгледаат. Отпечени се, ама кога ги ставите, ќе може да ја примат целата содржина, ќе ги затвориме, ќе ги наполниме со пармезан. Имаме прекрасен оброк. И почнуваме со полнење. Ќе земам истата тава, загрејана е. Ќе ги вратам назад тортиите и ќе ги наполнам со дел од содржината. Ставете мегле пармезан и поклопете. Ставам пармезан, затоа што сакам да има
да го има вкусот на сирењето, на запечено пармезанот убаво. Кога се пече пармезанот, испушта најпрекрасен мирис на светот и дополнително ќе ги залепи, за кога ќе ги гризнете, да имате целосна сензација. Одат уште кратко во рерна, 5 до 6 минути, сакаме курата дополнително да подгори, да биде тој крцкав дел во вашиот рецепт, да имате дел крцкава тортилја, дел мека тортилја која ќе попреми од сосот со свинското, внатре едно совршено полнење кое има неколку слоеви, значи пченката, маслинката, свинското и на крајот сето тоа кронисано со пармезанот. Одиме на следниот рецепт. Сакам да ви понудам уште еден рецепт кој може да го направите со остатоци од свинско месо. Ова ќе биде нека кинеска варијанта. Претходно искористивме барбекю сос како основа да ни го зачини свинското кое веќе е ладно, студено, веќе има изгубено на кончана структура. Вториот рецепт кој сакам да ви го понудам ќе биде со малку зеленчук. За да го направиме овој рецепт, потребни ви се неколку намирници. Јас избрав да употребам морков, младо кромитче, брокула, црвена пиперка и томатини. Вие може да си додадете доколку сакате други зеленчуци. Ќе ги сечам на стапчиња. Во макробиотиката велат дека начинот на сечење ја дефинира енергијата на јадењето и затоа сите зеленчуци се сечат на различен начин. Некои се сечат на кибричиња. Да си го послушам сопствениот совет и да ставам влажна крпа за да не се заколам додека сум во кујната. Значи секогаш кога сечете и кога имате дрво врз дрво, влажна крпа и дъската е мирна. Ки сечкам се, па после заедно ќе го пржам додека ми се загрее тавата. Сечкаме на стапчиња. Одложите ги на страна. Само да проверам. Мојата тава е топла, бидејќи ќе користам не солени, не печени кикирики, ќе ги подзапечам малку на сува тава, додека го сечкам зеленчукот. Имам 4 млади кромичиња, ќе го употребам и белиот и зелениот дел од кромичињата и ќе ги насечам косо, за да го задржиме принципот на различна енергија во нашата храна. И подобро изгледа. Ете така. Ќе употребам една црвена, ќе изсечам на кругови, но тенки, бидејќи ќе ги ставам на врело масло во вуктава. Ми требаат брзо да се сготват. Само да добијат малку запечен вкус. И ќе ставам малку зелена пиперка, половина. Не сакам да ми доминира комплетно пиперката. И ќе ставам томатини на половинки. Чери домати. Целата пилјара денес ни ја достави пакет МК, кој со само еден клик ги носат сите производи на вашата брата, рачно одбрани. Томатините
тоест чери доматите ќе додадат една благост на јадењето, бидејќи ќе ставам и шеќер, дополнително ќе биде нагласено, и имаме едно прекрасно виножито и дополнително ќе ставиме броколи и ова ќе биде целото виножито кое ќе го потребиме од рецептата. Еве ги кикириките, веќе се подпечени, може би уште некоја минутка. Не сакате да ви изгорат, сакате само да се запечат. Ќе ги ставам на мојата даска и ќе додавам све едно по едно. Затоа што вака убаво ми изгледа. Просто се радувам кога гледам ваква чинија. Ќе згрејам во октава. Згрејав малку вода, заедно со зачините кои доаѓаат за нудлите. Овој оброк ќе го послужам со кинески оризови нудли. Ќе го ставам на другата рерна, на другата рингла. За да можам да ви презентирам како ќе го направам овој оброк. И нормално секој оброк заслужува добро масло, без бони да ме сопне. Кога има свинско, секогаш се врти низ кујната. Брилијант сум, чогледово масло на витаминка. Одличен додаток во сите јадења. Го загреваме маслото, треба да биде многу загреано и почнуваме да ги додаваме зеленчуците. Ќе го додадам прв морковот, бидејќи најдолго му треба да се свари, да се запржи. Потоа ќе продолжам да ги додавам другите состојки. Свинското ќе го додадам на крај, бидејќи не сакам во процесот на мешање многу да ми се раскине и да стане во конце, туку сакам само да го има, бидејќи веќе е сготвен. Сам дека нашата маслото е веќе готово. Почнуваме со морковите. Дајте ми една минута. Не се грижете ако ви паднат од другите состојки, секако да внатре. Јас сакам вака да направам едно виножито кое убаво изгледа, а и ги става сите работи на едно место и многу полесно ќе ви биде да сготвите доколку сте организирани и побрзо, секако. Сам дека имам голема количина, ќе додадам уште малку брилијант. Би било одлично сега да имаме тука некој отворен оган, па малку од маслото да го прелееме, да го запалиме сето ова. Бескрени можности дава готвењето. Јас искрено се надевам дека малку ве возбудуваме за готвењето, колку што јас го сакам и практикувам. Пишете ни дали ви се допаѓаме, дали можеме нешто да промениме, да додадеме. Одземеме, секако. Одиме со зелениот кромит. Повторно. Промешувате. Еве, кога ви зборував дека сечењето е многу важно, видете како изгледа кога е различно исечено. Дајте му некоја минута, дајте му малку трпение, да се спојат, да се пропржат. Следно ги додаваме пипирките.
Промешајте. И повторно некоја минута. Продолжуваме со шири доматите. После шири доматите, задолжително додадете малку сол, за да ја испушта целата течност. Помалку. Солта ја истиснува течноста од секој зеленчук или овошје. Ги додаваме кикириките. И на крај додаваме брокулата, затоа што на нејзе и треба најмалку време да биде готова. Јас ја сакам, не знам како да ја наречам, мајка ја наречам ал денте, бидејќи не ја сакам никогаш да биде преварена. Сакам баш оној совет кој го користиме за тестенините, сакам да биде точно тврда, точно мека, а да не биде преварена. И на крајот брокулата. Искршете на цветчиња и промешате. Дајте и неколку минути да почне да се готви од паријата од другиот зеленчук, а подоцна ќе се готви повеќе од сосовите кои ќе ги употребиме. Додека дадеме минутка-две на брокулата, ја ставам близко до дното. Имам едно пакетче од обични оризови нудли, оние кои се користат за супа, ќе ги ставам во зовриена вода, нив им треба минута-две, внимавајте да не ги преварите. И ги ставам како додаток за моето кинеско свинско. И на крај внатре оди свинското. И ќе почнам со додавање на зачините. Секое кинеско јадење во себе содржи соја сос. Јас имам неколку зачини тука. Првото што ќе го ставам ќе биде шекер. Шекерот го употребувам за да го добијам сладкото во тој сладко кисел сос. Имам една лажица. Следно додавам јаболков оцет. Промешајте да пијат од сите зеленчуци од вкусот. Тоа ќе биде киселото во нашиот сос. На крај додавам соја сос. За малку лутина. Внимавајте со чилито, знаат да бидат многу лути. Јас ќе го извадам, бидејќи не сакам мојата екипа тука да плаче од лутина. Ќе ги проверам нудлите и се гледаме на сервирањето. Кинеското свинско е при крај. Ги извадив нудлите, за да можам да ви го послужам. И она што ви го прикажав како прв рецепт, е готово. Имам моите пакетчиња со тортиги од остатоци од свинско.
Ке насечкам малку магдана, затоа што ме фали боја, а и ми се допаѓа како би била во комбинација со вкусови. Тоа би било свежото. И кинеското. Додадете бибер за декорација. Нема јадење без бибер. Секако на витаминка. И охрабрете се да го направите. Ако сте пропуштиле нешто од она што ви го презентиравме, рецептите можете да ги најдете на нашиот YouTube канал. А ние веќе се гледаме утре со нови рецепти и нови идеи. Останете ми во добро здравје.